имаме историски денови. После 27 години чекање, најдовме еден пат за напред. Решаваме прашање што ни беше пречка предолго време. Ја често велам, изгубивме една цела генерација, ама повеќе генерации се. И додека ние чекавме, други земји не претекнаа. А младите ни губат трпение и чекајќи Европа да ја донесеме во Македонија, они одат и наместо да извезуваме производи, извезуваме талент и младост, деца. Важно беше да се заштити најважното, а тоа е кои сме, македонски народ, македонци, каков не е јазикот, јазикот не е македонски јазик. Не беше едноставно, историските емотивните прашања се многу тешки за решавање. Гледаме дека во Грција исто така многу комплицирано. Јас на овој процес гледам како нарастење во нашиот дел од Балканот, и претходно со Бугарија, и сега со Грција, и тие растат, не само Македонија, туку и Бугарија и Грција. Ние практично куќата што почнавме да се ја градиме од независноста од 8 септември 1991 година, не ни е доизградена. Во Обединетите нации сме поранешна Југословенска република Македонија. Во Европската унија уште не постои македонскиот јазик. Немаме договор подпишан, не се споменува во документите на ЕУ токму поради ова прашање. Факт е дека ние успеавме да се направиме своја држава во нашето парче од Македонија, и факт е дека тоа не е целата. Има Македонија и во Грција, има Македонија и во Бугарија. Премногу правевме политички кариери на ова прашање. За мене е просто навредливо како во името на одбрана на идентитетот имаше дрскост да го мафтаме со државното знаме во десната рака, со левата рака цицаме ресурси од државата. И политичката криза и прислушкуваните разговори од 2015 година тоа јасно го покажаа.